За успешно стварување на програмата за работа водостопанство Брегалница од Кочани ќе добие механизација која ќе биде набавена во склоп на водостопанските предпријатија во Македонија. За оваа донација директорот Николчо Гоцев не изјави. Тој е голем чекор. Благодарение на нашиот генерален директор, се избори за некои си 3,5 милиона евра за водостопанство да добие механизација во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка. Тоа значи дека нема да очекуваме да бидат тендериве, па да очекуваме фирмите да течат, туку ќе си работиме во текот на целата година. Не по време, туку во текот, така да ќе биде редоследно фаќено сет како што треба по план. Да ми кажете само колку иницијативата на водостопанство Брегалница од Кочани се реализира во пракса за склучување на договори и подмирување на водниот надоместок од страна на земјоделците. Со ова одењава по средби со водокорисниците, ние ги на некој начин едуцираме, склучуваме со нив блиски средби и објаснуваме колку значи тоа дека за тие мали пари кои што треба да ги плата на водостопанство, преку извршител ќе бидат многу големи. Истите суми ќе ги земе преку извршител. Благодарение на таквите соработки и разбирање од нивна страна веќе се зголемува наплатава, секој си ја свати домакински работава и луѓето доаѓаат и за договорен склучуваат. Еве ја искористувам оваа можност да апелирам уште еднаш да дојдат сите да склучат договор, затоа што ќе има комисии по терен, ќе се води евиденција кој има склучен договор, а санкциите се многу големи за оние кои што ќе немаат склучено. Доаѓа мешовита комисија од цела Македонија од водостопанство и ќе се оди на терен и ќе се прават записници и секој што ќе биде фатен ќе биде санкциониран. Инаку водостопанство Брегалница од Кочани во изминативе неколку дена со ангажирање на вработените и расположивата механизација започне со испораката на вода до крајните корисници. Беа зафатени водите од Оризарска, Кочанска и Зрновска река, како и од реката Брегалница, а од пред неколку дена се пуштени и водите од хидромелиоративниот систем Брегалница. Според информацијата која денес ја добивме од директорот Гоцев, од Калиманци на испус се испуштаат 5 метри кубни вода за хидроцентралата Калиманци. Што се однесува до сејдбата на ориз, таа во Кочанско е во почетна фаза. Засејани се неколку стотици хектари под ориз во кои доминираат потврдените семиња на ориз во Кочанското подрачје, R76, Сан Андреја, Примариска и Примавера, а помалку сортата Монтичели. На одредени површини земјоделците и пролетва планираат да насеат неколку сорти од турски семиња на ориз, за кои има интерес во откупните погони на турската компанија Ливиди Агро во Кочани. Пролетва во Кочанскиот производен регион ќе се насеат 3500 хектари под ориз, што е за 1500 хектари повеќе во споредба со претходните неколку години.